Сакам и јас нешто да кажам како представник на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Сакам да истакнам дека денес, како што знаете, е второто читање на Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи, неделен е работен ден. По овие измени на Законот за работни односи, знаеме дека имаше многу забелешки и незадоволство од повеќе компании, членки на Стопанската комора, затоа што предлог измените со кои се дефинира неделен работен ден по сектори, се смета дека не оди во полза ниту на економските субјекти, ниту на работниците, ниту на македонската економија како целина. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, сакавме овој закон да го подобриме со амандмани со цел подобрување и уредување на работењето на работниците. Меѓутоа, иако поднесовме 6 амандмани за дополнување и подобрување на овој закон, истите не беа ставени на разгледување од причини познати на председателот на Собранието. Иако не можеме да ги браниме, сепак сакам да ги запознаам граѓаните за што станува збор. Со првиот амандман предлагавме работникот во текот на една календарска година да не може да работи подолго од 152 часа годишно во недела. Со ова не само што би биле задржани работните места, туку би иницирало и нови вработувања. Со вториот амандман предлагавме недела да не може да се смета за ден каде што ќе се распоредува работното време за една работна седмица. Со ова, покрај тоа што ден на неделен одмор е недела, ќе се прецизира дека недела не може да се смета и за ден каде што ќе се распоредува работното време за една работна седмица. Со третиот амандман предлагавме надоместокот на плата кој што работникот ќе го добие за работа во недела да се пресметува со посебна шифра во МПИНот во УЈП, а работодавачот да е должен работата во недела да ја пријави во Централниот регистар. Со ова би се правило целосна контрола на работата во недела, би се олеснила работата на инспекторите и нема да се дозволи манипулација со платата на работниците. Со четвртиот амандман предлагавме во новиот став 3 зборовите ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата, да се заменат со зборовите ден на неделен одмор мора да биде наредниот ден. Со оваа измена би се прецизирало дека ден на неделен одмор мора да биде наредниот ден. Со петтиот амандман предлагавме во новиот став 6 зборовите има право на користење на неделен одмор во наредните 7 дена да се заменат со зборовите има право на користење на неделен одмор во наредниот ден. Со оваа измена предлагавме за работниците, кај работодавачите, кај кои работниот процес е од таква природа што не може да се прекине поради техничко-технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата, наместо работникот да има право на користење на неделен одмор во наредните 7 дена, работникот да има право на користење на одмор и во наредниот ден. И со шестиот амандман предложивме во новиот став, во новиот став 6 по зборовите најмалку 50% за секој час поминат на работа да се додадат зборовите и дополнителна дневница. Во предлог законот стои дека додатокот на плата за работа во недела изнесува најмалку 50% за секој час поминат на работа, доколку со закон и колективен договор не е утврден повисок износ на додатокот. Со овој амандман предлагавме освен додатокот за плата за работа во недела од 50% за секој час поминат на работа да се додаде и дополнителна дневница. Меѓутоа, за жал, овие 6 амандмани воопшто не беа ставени на разгледување на комисијата, иако со нив можеше да има подобрување на Законот за работни односи. Благодарам.